Се поголем е бројот на струмичени кои реагираат до омбудсманот за висината на надоместокот за пренос и дистрибуција на електрична енергија. Од канцеларијата во Струмица тврдат дека ги консултирале надлежните и заклучиле дека надоместокот е утврден од страна на регулаторна со одлука на владата. Сега тие поднеле мислење дека надоместокот за пренос и дистрибуција на електрична енергија треба да се намали. По втор пат дадовме мислење за намалување на износот за пренос и дистрибуција на електричната енергија, се со цел да им се помогне на граѓаните, особено на оние осетливи категории на загрозени социјални случаи, семејства без доволно приходи. На ова наше мислење веќе чекаме можеби 2 недели, се уште немаме одговор. Првиот човек на регулаторна уште еднаш побара секоја институција да действува во рамките на своите надлежности и да не предизвикува сомнеш кај граѓаните. Зголемениот надоместок за пренос и дистрибуција е резултат на зголемените трошоци за набавка на енергија за покривање на загубите во мрежата, кои годинава во однос на лани се двојно поголеми. Неколку пати е информиран не народниот правобранител, туку заменикот народен правобранител, дека единствена причина за зголемување на цената за пренос на електрична енергија и зголемување на цената за дистрибуција на електрична енергија представува зголемениот трошок за набавка на електрична енергија за покривање на техничките загуби во преносната и во дистрибутивната мрежа. Таа институција треба малце да поведе сметка за своите надлежности и да не предизвикува непотребна паника кај граѓаните. Реакциите се појавија откако од 1 јули со тарифниот модел во сметките за потрошена електрична енергија се појави и надомест за пренос и дистрибуција, кој може да биде и поголем од потрошените киловати за едно домаќинство за еден месец.